Манастирот Свети Јоаким Осоговски представува значаен споменик на културата во Македонија. Лоциран е на падините на Осоговските планини, на левиот брег на Крива река, непосредно до градчето Крива Паланка. Граден е меѓу стрмните карпи во месноста Бабиндол. Меѓу зелените површини и сивкавите карпести маси се открива животот на повеќе вековното постоење. Според житието на првиот игумен Теофан, а во времето на византискиот цар Мануел Комнен, од 1143 до 1180, манастирот се викал Сарандопор. Во историската хроника за прв пат се споменува во врска со посетата на бугарскиот цар Калојан од 1196 до 1207. Во 1330 година Стефан Дечански, кој војувал кај Белбушт, денешен Ќустендил, дошол во манастирот да се помоли пред борбите со бугарскиот цар Мануело Шишман. Турскиот султан Мохамед II, напуштајки го Белбушт во 1463 година на пат за Босна, го посетил овој манастир. Во Карловачкиот летопис од 1503 година се вели дека манастирот го подигнал српскиот цар Милутин. Во 1586 година бил разурнат од земјотрес. Веќе во 17 век, поточно во 1643 година, манастирот бил во полн расцут. Турските патеписци Хаджи Калфа и Евлија Челебија го посетиле манастирот и забележале дека е стар, голем и во полн раскош. Патриархот Арсеније III од Велес во 1683 година прв пат го посетува и го опишува богатството на манастирот. Периодот на благосостојба не трел повеќе од едно столетие, кога кон средината на 18 век пак запустел. Поведувајќи се по овие извори, извршени се истражувања во малата црква Света Богородица, што дадоа позитивни резултати. Откриени се темелите на старата црква и фрагменти од фреско живопис. Од градбата на оваа црква постојат 3 надградби. Од првобитната црква се зачувани делови од источниот и од северниот ѕид во височина на Карпата. Откриениот живопис е под малтерни слоеви и дебели наслојки шалитра. Лошата состојба не дава можност во овој момент да се валоризираат стилските карактеристики. Проучувајќи техниката на градбата, длабоко вржаните потези врз малтерот, бојата и составот на новооткриениот фреско живопис, може да се каже дека тој потекнува од 14 век. Во нишата на северниот ѕид во олтарот откривме 3 слоја малтер што носат боја од различни периоди и укажуваат на најстариот фреско живопис, можеби пред 14 век. Откриените фрагменти на фрески се аналогни на архитектонските доградби. Обновувањето на манастирот започнало кон средината на 19 век, кога е подигната големата соборна црква посветена на Свети Јоаким Осоговски. Спаѓа во типот објекти од монументални трокорадни базилики, што во Македонија се граделе во 19 век. На средината и на крајните кораби се издигаат куполи. Градена е по иницијатива на Хаджи Калфа Белгиџијата. Со материјална помош учествувале сите еснафи од Крива Паланка, а своја помош дале и околните села. Текстот на главната влезна врата укажува дека црквата му е посветена на преподобниот Свети Јоаким Осоговски,
а е обновена во времето на владењето на Султан Хамид во времето на игуменот отец Кесарije Јеромонах во 1884 година. Од надписот десно од влезната врата дознаваме дека првите ликовни остварувања настануваат во првото и второто кубе во северниот дел на јужниот Трем. Живописот на спомнатите кубиња е изработен во 1884 година од зографите Мирон Илиев, Аврам Дичо Зограф и Григорије Петровиќ од Дебарскиот крај, село Тресонче. Веројатно, во ова време работи и Димитар Андонов, и тоа на источниот ѕид на Тремот, чии ликовни остварувања се поквалитетни од спомнатите зографи. Андонов извршил пресликување на фигурите сликани од зографите од Тресонче, и тоа само на лицата, рацете и нозете. Корекциите се извршени веројатно по барање на архимандритот Кесарije, старешина на црквата. Надписот од предпоследната арка на источната страна на јужниот Трем зборува дека изображението внатре и надвор се творба на Димитар Андонов, зограф од Велес. Што значи, овој талентиран зограф своите сликарски остварувања во оваа црква ги работи во различни временски интервали од 1883 до 1945 година. Овде можеме да го проследиме развојот на севкупното творештво на познатиот македонски зограф, чии фрески и икони красат многубројни цркви и манастири низ Балканскиот полуостров. Ликовно-естетските елементи, како и историјатот сврзан за животот и делото на зографот Димитар Андонов, ги обработува историчарот на уметноста Антоније Николовски. Техниката и технологијата на материјалот на која е изведена сликарска декорација му припаѓа на 19 век. Подлогата на фреско-живописот, изработена од Димитар Андонов, се совпаѓа со подлогата на зографите од Тресонче. Во малтерот употребува песок, вар, плева и исечкан коноп. Површината е мазна, така што врз неа се обработуваат прецизни цртежи, а обликувањето е обработено безпрекорно. Во малтерот од подоцнежниот период наоѓаме и козина. Живописот пак, настанат во последните години од неговото творештво, поточно во 1945 година, не ги содржи елементите на претходните малтерски подлоги. Подлогата е изработена од двослоен малтер. Првиот слој што ги порамнува фигурите и вториот врз кој е изведен живописот. Малтерот од последната фаза содржи мало количество вар, онолку колку што е потребно да ја врзе бојата на ѕидната површина. Кога започнал да пропаѓа живописот не е познато. Но познато е дека уривањето на живописот започнало кога покривната поцинкувана ламарина почнала да кородира. Со попуштањето на покривните елементи и со разместувањето на ламарината, водата слободно пробивала во ѕидот. Под дејството на атмосферските води, фрескомалтерот ја загубил врзивната моќ на варта, што е полнително и врзивно средство на оваа техника. Со постепеното влажнење и губењето на врзивното својство на варта, во почетната фаза на ѕидот се појавила шалитрата. Најпрвин во форма на жолтеникави дамки, а подоцна во сиво-бели иглести кристали, што брзо се множат и преминуваат од темни во светли. Шалитрата цути. Кристалите растат се додека воздушната влага не ги растопи, а потоа на нивно место настануваат нови. Процесот на растопување трае се додека има вода во ѕидот. Солите се шират се додека не го уништат живописот. Првите знаци на уништувањето се пулверзација, лупење и ронење на живописот заедно со фрескомалтерот. Одронувањата постепено се зголемуваат и стануваат потенцијална опасност за отпаѓање и уништување по големи површини.
Овде ќе се задржиме на проблемот на пропаѓањето на фреско живописот и на изнаоѓањето соодветни методи за негово спасување, како и употребата на веќе познатите методи во конзерваторско-реставраторската практика. Имајќи го предвид големото културно-историско значење на овој објект, Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата презеде сериозни чекори во спасувањето на фреско живописот од спомнатата црква. Работите започнаа во 1975 година, кога беше преземена превентивна заштита во Тремот. Следната година беше поставена бакарна ламарина на покривот, што овозможи да продолжат конзерваторските работи. Сега конзерваторските работи се одвиваат нормално. Никој од нас не страхуваше од повторно пробивање на атмосферски води и појава на шалитра. Врз основа на своите нови технолошки сознанија, магистерот Јован Петров подготви метод за фиксирање на обоените површини и враќање на одронетите и одвоени малтерни површини. По обсежните истражувачки работи, тој метод покажа позитивни резултати. Подготвувањето на методот и рецептурата се засновува врз технолошки испитувања, анализи на малтерот, бојата, врзивната моќ на бојата за подлогата, мерењето на влагата во зидот и надворешните временски влијанија. Потребно беше да се пронајде материјал што може да навлезе во зидот, за да ја зацврсти бојата, да го надополни малтерот и да ја врати кохезивната моќ и интегритетот на нарушениот калциум карбонат, што за времето на пробивањето на капиларната влага што избива од зидот, ја загубил врзивната моќ. Методот е подготвен врз основа на добро познавање на сликарската техника и на нејзините основни технолошки способности. Пред започнувањето на работата подготвуваме документација. Таа се состои од фотодокументација и стратиграфски пресеци од сликарскиот материјал, земени за истражување на бојата и на подлогата. Изработени се микро и макро снимања на оштетениот живопис пред започнувањето на работата, како и по завршениот процес на конзервацијата. Документација со исцртување на фреско живопис на милиметарска хартија во размер 1:10 се врши врз целокупниот живопис. Овде се внесуваат оштетувањата на бојата, малтерот, пулверзивните и стратирани места со разнобоен туш. Се бележат сите конзерваторски операции извршени врз живописот. Откако е подготвена документацијата на живописот, вршиме фиксирање на бојните слоеви. Со допир на памук врз живописот утврдуваме дали е бојата нестабилна. Фиксирот е изработен врз основа на калциум хидроксид, бариум хидроксид и други оксиди со додаток на магнезиум хлорид и поливинил алкохол, земени во соодветни соодноси. Материјали што во основата се сродни со структурата и хемискиот состав на малтерот. Нивна цел е да навлезат што подлабоко во нарушениот интегритет на ослабените калциумови површини, да ја надополнат и да ја зацврстат врзивната моќ на калциум карбонатот. Препаратот е безбоен, има базично својство,
бидејќи се засновува врз калциум хидроксид. Најмногобројни се оштетувањата во поткуполните простори. Овој метод токму овде има најширока примена. Процесот на работа го започнуваме со инектирање алкохол во порите на распуканиот фреско живопис. Алкохолот има својство да ги обезмасти малтерните површини од наталожената прав и од други нечистоти и да ги отвори каналите на фреско малтерот, настанати во времето на пробивот на зголемената капиларна влага. За зацврстување на местата подложни на распаѓање употребуваме 2% фиксир според приготвениот магистрален препарат. Површините врз кои постои опасност за распаѓање при влажењето ги фиксираме со помош на заштитна оризова хартија, што натопена ја нанесуваме врз оштетените места. При сушењето хартијата се обтегнува, а со тоа врши минимален притисок врз оштетените површини и врши присоединување на фреско малтерот. Ако површините се толку порозни и со повеќекратно фиксирање не го добиеме во целост саканиот резултат, тогаш процентот на фиксирот го зголемуваме до 5%. Заштитната хартија го спречува натамошното пропаѓање на обоените површини, но таа може повторно да се искористи за дополнителни фиксирања. Откако ќе утврдиме дека малтерот е влажен, има еластичност и дека кревкоста е значително намалена, со благи притискања на шпаклицата ги враќаме цврстите, расцутени, калцифицирани лушпи од живописот. Деталната обработка на фиксирањето и враќањето на оштетените површини на првобитните места ја симнуваме заштитната хартија. Ослободените површини од заштитната хартија ги контролираме и ако има одделени места, врз нив вршиме дополнителна интервенција со инјектирање.
На ослабените боени површини и оштетување од помали размери, каде што бојата и малтерот толку многу ја загубиле врзивноста, така што само со мал допир се распаѓаат, фиксирањето го вршиме со електрична шприцалка. Првите повеќекратни фиксирања ги вршиме со бистра варовна вода, а потоа со 2% фиксир. Во изведбата на конзерваторските работи на овој објект постоеа сериозни зафати на чистење и отстранување малтерни и цементни наноси, настанати за време на интервенцијата на ѕидните површини при обновувањето на разурнатите ѕидови. Тоа беше последица од паѓањето на Карпата во 1910 година, кога е разурнат северниот ѕид на црквата. Старите малтерни површини се отстранети, изведено е заштитно китирање со обшивање со казеински кит. Веднаш потоа, тие се премалтерисани со фреско малтер. Малтерните површини што носат живописа имаат тенденција на одделување. Ги инjектираме врз основа на вар, казеин, со 10% поливинил ацетат и додаток на дезинсекциони средства. На овие површини се врши заштита на живописот со потпирач од летвички. Меѓу лесонитната плоча и ѕидот се поставува станичевинска вата, за да не се оштети живописот. Инjектирањето го вршиме се додека подлогата од фреско живописот не биде добро зацврстена за ѕидната површина. Китирање е извршено на оштетените места и пукнатини. Подготовката на китот зависи од структурата и од хемискиот состав на малтерот. На површините на третата купола во тремот, каде што оштетувањата беа многу плитки, а живописот пресликан со маслени бои, беше приготвен кит врз основа на стара, добро одлежана вар, болонјска креда со додаток на поливинил ацетат. На северниот дел на источната фасада во олтарот постоеја преслики изработени од Димитар Андонов. Првиот живопис е насликан во 1885 година, а извршените преслики се од подоцнежниот период. Живописот од првиот период е квалитетно изработен и скапоцен како уметничка историска вредност. Заради зачувување на двата живописа, вршиме симнување на пресликите, така што првобитниот живопис останува на своето место. Под малтерните пластови на живописот што го симнуваме, се забележува стариот живопис што не е оштетен. Симнатиот живопис ќе се презентира одделно на посебно изработени рамки во внатрешноста на црквата. Ретуширањето на фреско живописот е извршено врз основа на фреско и темперни бои.
На малите површини е извршен тотален ретуш, а површините што немаат основа за реконструкција се обоени со соодветен тон, сроден на колористичката скала на целосниот живопис. Конзервацијата на овој значаен објект ќе продолжи во идните години, кога ќе биде завршена и целокупната работа, така што живописот ќе може целосно да се презентира.